Како што така е редот, овој фестивал организирано секоја година си ги знае датумите што и кога прави, така што и оваа година на 5 мај денес ја свикуваме оваа пресконференција за да може да ја објавиме селекцијата за овогодинешното 59-то издание на фестивалот Војдан Чернодрински од Прилеп. На почеток сакам да кажам дека како фестивал ја следиме ситуацијата со сцените во Прилеп, што ги знаемуваме. И за таа цел, во согласност со договорените страни, Министерството за култура, градот Прилеп и Центарот за култура Марко Цепенков Прилеп, се одлучивме дека ми ветија дека ќе ги стигнат посебно сцената во Цепенков, каде што сме и овде во моментов. Меѓутоа, сакам разбирање до целата театарска јавност дека поради целата ситуација и поради мојата интенција дека театарот, односно фестивалот во Прилеп ќе остане во Прилеп и нема да се преместува на друго место, годинешната селектирана програма е во малку помал формат. За разлика од тоа, ветувам дека наредното издание, кое што е 60-то јубилејно издание на фестивалот, ќе се потрудиме да биде пораскошно од сегашното. Како што и редот е тоа, ќе ви прочитам експликацијата на селекцијата и потоа ќе ви останам за прашања кои што ги имате. Истовремено, пред да ја почнам селекцијата, сакам јавно да ги објавам добитниците на наградата за животно дело. Ова година имаме тројца добитници на наградата за животно дело. Тоа се актерите Сонја Михајлова, Снежана Коневска Руси и Гоце Тодоровски. Им честитам јавно, им посакувам долговечен живот и многу креативности понатаму. Човекот и општеството, ни смелата или насмејана визура или магичноста на сцената. 59-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински Прилеп е пред нас со изборот на представи во официјална селекција и представи од независната продукција во придружна програма. Според статутот на фестивалот може да се изберат представи од последните 2 години, поточно представи премиерно изведени во последователните 2 години. За ова издание на фестивалот од одгледаните представи и во институционалните и од независната продукција се воспостави или наметна впечатокот дека доминираа представи во кои може да се препознае ставот на режисерот и потребата да се создава автентична театарска продукција. На репертоарите во македонските театри повторно може да се забележи разногласие во однос на изборот и стилот на представите. За пофалба е поставувањето на неколку драми од македонски автори, со што конечно може да се види и дел од идејата за етаблирање на домашната драма. Со овој избор на представи, имајќи предвид тековната ситуација со театарските сцени во Прилеп, а во контекст на мојата 4-годишна програма Враќање дома, се обидов да ја раскажам актуелната приказна на современиот македонски театар. Таа приказна покажува како се однесува човекот во општеството и како тој човек е одговорен за текот на самото општество. Во сите овие 9 представи на официјалната селекција, човекот и општеството, ни смелата и или насмејана визура е насловот на селекцијата со цел тематски да се позиционираат избраните представи. Сакам да нагласам дека во овој издание на фестивалот може да се препознат и повеќе доминантни музички креации, кои тоа како треба да бидат акцентирани, наградени и валоризирани. Официјална селекција. Прва представа 12 според мотиви на 12 гневни луѓе од Reginald Rose во режија на Синиша Евтимов, продукција на Македонскиот народен театар од Скопје. Во центарот на театарот се секогаш актерите. Тие и нивната релација со публиката ја раѓа магичноста на сцената. Представата 12 во суштина ја пренесува таа релација во текот на тие 90 минути траење. Актерите во представата покажуваат како личната актерска естетика станува дел од колективната креација и како сцената може да се збогати со внимателна и темелна игра. Работена според мотивите од филмот, режисерот Синиша Евтимов успева на едно место да покаже неколку важни елементи на македонскиот народен театар. Силниот актерски потенцијал, моќта на заедничката игра и смелото поставување на неколку важни општествени прашања. Ова е представа на 12 актерски поетики кои преку суптилната, скоро невидлива режија на Евтимов се споени во една заедничка игра. Би сакала за овој избор од Македонскиот народен театар да нагласам дека се водев од идејата да се прикаже актуелна и современа театарска представа која го презентира и театарот во најдобро светло. 2 парови од Ана Ристовска-Трпеновска во режија на Ивана Ангеловска, продукција на Драмски театар Скопје. Човекот секогаш бил мерката на се во театарот. Дури и боговите во драмата и театарот биле отелотворувани во човечки облик. Затоа е важно што и следнава представа од изборот говори за човекот во корелација со другите луѓе. Поточно да се зборува за она за кое никој не сака да зборува.
Ана Ристовска-Трпеновска создава драма во која партнерите во романтичните врски се заглавени секој во својата неизбежна, понекогаш дури трагикомична ситуација или во контекст на нашето мото се смеат и осмелуваат да излезат или влезат во и од партнерските врски. Моќта на представата е во непретенциозната режија, јасниот драмски ракопис, како и суптилните актерски креации. Парови е представа за паровите низ нашето секојдневие, за нашите и туѓите дилеми, состојби, констелации, каде љубовта, која треба да е врзивно ткиво во овој случај, е и конфликт. Прецизната чиста режија на Ивана Ангеловска, облагодарена со интензивна и префинета актерска игра, се главните фокални точки на представата Парови. 3. Ричард III од Вилијам Шекспир во режија на Куштрин Бектеши, продукција на Албански театар Скопје. Ричард III е еден од најмаркантните ликови на Шекспир. Воден од болната амбиција, тој уништува се пред себе за да стигне до целта. Куштрин Бектеши нуди поинакво смело читање на драмскиот класик. Неговиот Ричард III, игран од Адем Карага, еден современ диктатор, низ чија визуелност може да ја препознаеме стилистиката на некој од големите диктатори низ историјата. Ова е представа која во целиот тек на гледачот му нуди една смела слика на општеството кое страда од лошото владење и во која болната амбиција на еден човек ги става на колена сите емотивно важни човекови прашања. Зашто се бориме, која е нашата морална вертикала, каде одиме и на кој начин во ова бурно секојдневие. Универзалниот јазик на Шекспир е пренесен во денешен контекст преку инвентивната актерска игра. Можеби најмоќното оружје на ова представа, после актерската игра, е музиката. Тримор Доми создава комплексна музичка позадина која не ја илустрира изведбата, туку станува дел од истата. Смелиот пристап во режијата, комплексните актерски креации и мултифункционалната сценографија се силните театарски адути на оваа представа. 4. Слепци од Морис Метерлинг и според книгата Погумни идентитети од Амин Малов во режија на Кендри Мирјани, продукција на Турски театар Скопје. Емотивно силна, естетски моќна, создавајќи театар низ нишките сопствено искуство и драмскиот материјал на Метерлинг преку лајт мотивот преземен од Погумни идентитети, ова представа пред се ја покажува вонредната креативна енергија меѓу актерите и режисерот Кендри Мирјани. Слепци е представа за тоа како треба да изгледа модерен и актуелен театар, кој има намера храбро и смело да ги поставува општествените прашања, посебно оние што се скриени и од нас самите. Текстурата на представата е внимателно градена низ перспективата на одговорноста на поединецот наспроти општеството и обратно. Слепски е режисерски храбра и моќна представа која покажува како гледачот го води низ сите суптилни, сензитивни емоции на прифаќање на сето страшно и жално според Аристотел во духот на најдобриот европски театар. Комуникацијата меѓу актерите, ликовите и публиката не е само на основно ниво, туку продолжува со секој директен контакт и откако представата ќе заврши. Кендри Мирјани ни покажува како треба да изгледа еден сериозен режисерски прочит во денешен контекст. Зрел, храбар и исклучително еклектичен. 5. Црно семе од Ташко Ѓоргиевски во режија на Андреј Цветановски, продукција на Народен театар Битола. Одлуката да се постави култниот роман на Ташко Ѓоргиевски на сцената на Битолскиот театар го покажува потребниот однос кон сопствената традиција и посвета на трагичната судбина на македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија. Драматичната приказна на македонците затворени на еден пуст остров на Егејско море, овој пат низ драматизацијата на Јелена Цветановска и режијата на Андреј Цветановски е прикажана на мощне сликовит и сценичен начин, посебно со ефективната актерска игра на целиот ансамбл вклучен во представата. Актерите покажуваат на кој начин трагичната судбина може да се покаже без нагласена патетика, намерно прикажувајќи ја интимната и суптилна страна на поединечните човекови судбини. Човекот, неговото интимно страдање во однос на политичкиот контекст, овде ја прикажува храбрата слика на сплотувањето во колективното и резултатот на личната борба наспроти општествената. Може да се заклучи дека представата нуди една емотивно внимателна вивисекција на страдањето, создавајќи моќна театарска слика. 6. Бура од Вилијам Шекспир во режија на Џон Блондел, продукција на Народен театар Војдан Чернодрински прилеп. Магичноста на сцената, преплетена со одличните актерски креации, е првиот впечаток за Шекспировата Бура во режија на Џон Блондел. Представата го покажува инвентивниот и непосреден начин на пренесување на една од најинтензивните театарски приказни на Шекспир.
Бајковитиот свет во кој суровоста и сировоста на емоциите и односите се пренесени на мощен и ефективен начин на театарската сцена, во ова читање на Блондел уште повеќе нагласуваат и магичноста на сцената и ефективните силни актерски партитури кои на гледачот му помагаат да се смести во светот на Шекспир и таму барем за миг навидум да заборави на секојдневието. Но тоа е само навидум. Позади оваа сценична и визуелна театарска сликовитост се крие силното оружје на Шекспир, да се каже вистината таму каде што никој не очекува. Представата и во денешен контекст на еден универзален начин, интертекстуално и интеркултурално ја покажува суштината, дека ниеден човек не е остров сам за себе, што би рекол Џон Дан, и дека традицијата на една култура е традиција на целото човештво. 7. Рацин, драматург Сашо Димовски во режија на Дејан Пројковски, продукција на Народен театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот од Велес. Во македонската уметност и култура едно од најдраматичните, но и најтрауматични епизоди е она на познатиот македонски поет и писател Кочо Рацин. Се разбира дека таа драматична историска судбина треба и мора да се покаже на театарската сцена. Во оваа визија на Сашо Димовски преку комплексната режија на Дејан Пројковски, Рацин е прикажан низ клучните топоси на неговото творештво. И поетско, и писателско, и есистичко, и тоа низ визурата на неговиот храбар однос и кон сопствената земја, и кон сопствените соборци. Најсилното оружје на представата е музиката на Сашко Костов, чија мултиинструментална визија на лиричниот комплексен свет на Рацин покажува на најтеатарски начин како одлично ја гради визијата на режисерот. Нишките на представата се искаени преку музиката, сликовитост и символичноста на Рациновиот свет и ефективната, гласна и експресивна актерска игра. Суштината на представата е магичноста на сцената која суптилниот ракопис на Рацин го позиционира во однос на неговата лична човечка судбина. 8. Сите прекрасни нешта според монодрамата на Данкан Мекмилан од Ана Ристовска-Трпеновска во режија на Нела Витошевиќ, продукција на Народен театар Штип. Во оваа селекција, во која доминира односот човекот наспроти општеството, оваа представа го покажува резултатот на недоволната грижа на истото тоа општество во однос на истиот тој човек. Работена според мощно популарната монодрама на Данкан Мекмилан, но напишана од Ана Ристовска-Трпеновска, оваа драма во режија на Нела Витошевиќ покажува една чиста, суптилна, емотивно моќна и растреперена човекова реакција на борбата поврзана со менталното здравје и како, низ перспективата на едно дете, подоцна еден млад човек, може и треба отворено да се зборува за сите работи за кои свесно или несвесно одлучуваме да молчиме. Актерите на Народниот театар од Штип покажуваат како, кога се водени од режисерскиот креативен ракопис на Нела Витошевиќ, може да креираат представа која е прецизна и непосредна, моќна, а сепак толку суптилна. Ова представа не го остава гледачот равнодушен, а истовремено има и своја општествена функција да ве натера да зборуваме за сите прекрасни нешта, но и за оние помалку прекрасните за кои малкумина сакаат да проговорат. Представата покажува како на еден едноставен начин се раѓа театарски силна слика, посебно кога темата е толку важна и потребна за нашето општество. И 9. Пар распар од Нил Сајмон во режија на Нина Николич, продукција на Театар Комедија Скопје. Нил Сајмон е познато и релевантно име на светскиот театар. Неговите драми секогаш во средиштето ја покажуваат ранливата страна на човечките карактери, низ една храбра и комична визура во која сите навидум непоставени прашања се директно одговорени. Во оваа продукција на Театар Комедија, преку креативната, режисерски ненаметлива креација на Нина Николич, се гради светот на двајцата свежо разведени пријатели, низ чија перспектива ги гледаме сите можни и неможни ситуации на еден човек во актуелното општество. Пар распар е една од оние комедии во кои на паметен начин, преку играта на актерите и нивните ситуации, се развива цела една мрежа на смели и отворени прикази на тоа дека вистината никогаш не е ниту една, ниту единствена и дека во сложеното секојдневие секој од нас има право на свое гледање на состојбите во кои се наоѓаме. Двете спротиставени карактерни фигури на Оскар и Феликс, поставени во ситуација во која и двајцата се снаоѓаат секој на свој начин, градат мрежа на односи меѓу сите ликови истовремено гласно и јасно преку јазикот на комиката ја кажуваат личната и општествена вистина. Режијата во оваа представа покажува како се игра денес еден класик од бродвејската сцена, притоа водејќи сметка за сите драматуршки важни релации. Независна продукција. 1. Вампири, театарска минијатура за вампирите во театарот во режија на Милош Б. Андоновски, продукција на Театар за сите Скопје. Според она што можеше да биде видено во последниве 2 години на македонските театарски сцени и институционални и вонинституционални, најсмелата и најдиректна со коментар е представата Вампири. Вампири е представа од театарот за театарот. Вампири е представа коментар и сериозна критика.
Милош Бандоновски заедно со актерките Ангела Стојановска, Марина Попанкова и Филарета Танасова гласно и јасно ги покажуваат темните петна на современата театарска состојба. Ова представа мощно ефективно и моќно во своите 18 минути ги прикажува отворено сите аномалии на театарскиот систем низ една навидум комична и ирониска нота, давајќи силен коментар и посредно и непосредно. Ова е представа која треба да се игра секогаш и секаде. 2. Снег од Максанс Фермин во режија на Зоја Бузалковска, продукција на Штрих Скопје. Лиричниот роман на Максанс Фермин во режисерскиот прочит на Зоја Бузалковска е прикажан преку темелниот пристап на истражувачката практика. Имајќи Јапонија како поедовна точка, представата е градена низ визурата на културата и општеството на земјата низ Кресонцето, во сите театарски елементи, од сценографијата, актерската изведба, но и во однос на текстот. Во романот, како и во представата, на неколку нивоа, метафорично, символично, реално, надреално, комплексно, се поставени основните градбени позиции на романот, која раскажува личната приказна на поетот и неговата потрага не само кон сопствениот израз, туку и кон својата животна цел. Поезијата, калиграфијата, музиката, танцувањето и сликарството се петте координати на уметникот во јапонската култура. Во оваа представа и непосредниот однос кон светот се прикажува токму на овој начин може еден човек да изгради свој свет и тоа во однос и на традицијата и на современост. 3. Сите најубави нешта според Данкан Макмилан во режија на Дејан Пројковски, изведба Игор Ангелов, продукција на Охо продукција. Ова театарска сезона интересот на македонските театарски уметници е насочен кон ова мощно и популарно дело на Данкан Макмилан. Актерот Игор Ангелов во режија на Дејан Пројковски ја гради својата монодрама во интерактивен однос со публиката. Тој отворено и директно ги кажува главните прашања во однос на менталното здравје во корелација со листата на најубавите нешта за еден човек. Тоа е направено на еден активен пристап и поставувајќи дел од гледачите во директна релација, зашто за ваквите тешки теми поврзани со менталното здравје, единствено и само така може да се реагира. Театарот секогаш реагира на одредена општествена ситуација. По тоа е и една од неговите суштини. Во оваа представа, благодарение на драмата на Макмилан, за болните теми се разговара отворено и преку смелите, но и несмеаните делови на текстот. Мощна и моќна монодрама, која и тоа како треба и да игра и да се комуницира со публиката. 4. Казабалкан од Горан Стефановски во режија на Дамјан Костовски, продукција на Сдружение за развој на театарска продукција Оска Скопје. Драмата Казабалкан на Горан Стефановски во ова режија на Костовски покажува како индивидуата во општествено нестабилно време може и треба да реагира. Како и во повеќето драми на Горан Стефановски, и овде човечката приказна од лична станува колективна. Коментарот или критиката на општеството станува коментар или критика на индивидуата. Поставена е во непосредна близина на гледачите, со цел сведочењето на секој од карактерите да е директен и емотивно силен. Во режијата на Костовски може да препознавање не само на актерските потенцијали на неговиот ансамбл, туку и градењето на односот кон општествената стварност. Ова представа создава слика на едно општество кое одамна требало да не постои, но упорно се држи на своите аномалии. Казабалкан, иако е напишана за една мината војна, денес може да се актуализира во однос на сите општествени непогоди. Ла Макбет според Шекспир во режија на Шенеј Мандак во изведба на Хакан Даци, продукција на Хибрид Скопје. Авангардно, исклучително сценско впечатливо е ова читање на класикот на Шекспир. Злото нема ниту род, ниту пол, а она што кај Шекспир е поставено во релацијата Макбет и Лејди Макбет, овде е споено во еден лик. Низ постепеното градење на приказната и тоа преку трансформацијата на актерот Даци од еден во друг лик може да се следи зошто е направена оваа одлука. Односот на индивидуата и незината одговорност за постапките пред општеството треба да биде покажан на ваков начин. Интригите, надворешните борби, внатрешните конфликти се перформативно низ неколку актерски техники прикажани пред публиката во незината непосредна близина. Публиката станува сведок на комплексниот и вечен конфликт меѓу доброто и злото. За ова година имам представници на жирито: Иван Меденица, театролог и професор од Белград, Лилија Баџиева, режисерка од Бугарија и Нела Оташевиќ, продуцентка од Црна Гора. Кој ќе го отвори фестивалот, кој ќе се одржува? Фестивалот ќе се одржува во Цепенков, тука ќе биде наскоро ќе објавиме целосната програма според сцените каде што ќе се игра представите и која представа ќе отвори. Во тек сме бараме, како што знаете, секогаш плюс алтернативни простори, значи сите односи кон сцените и просторите ќе ги објавиме со комплетната програма. Наскоро, многу брзо ќе ги објавиме. А што е во игра? Во смисла? Цепенков салата, да.
Цепенко Да, салата, да. меѓутоа се спомнува и алтернативни. И алтернативни простори, Што да. подразбира Да, тоа? алтернативни простори значи подразбира како и минатите години дел од представите ќе се играат во некои од кафичите, како што ни се пријатели на фестивалот. Некои истражуваме нов простор. Сега затоа ви велам денес чекам да ги добијам рајдер листите од театрите за да можеме да видиме каде тоа ќе биде најдобро за изведување. Театарот отпаѓа? Најверојатно да, не знам уште да ви кажам. А овде дали ќе бидат Да, до тогаш да, исполнети се надевам, условите, да, значи да. имате ветување Да, дека се- да, да. Па затоа и денес имавме и собрание пред овој прес што го држиме, имавме собрание на кој што ги дискутиравме сите точки и затоа го објавуваме и програмата. Вообичаено прашање го поставуваме за мирот на македонскиот театар. Добро? Сега, вие гледавте Да. многу представи, Колку? по 2 пати, по 3 пати. Што може да се заклучи во овој момент за театар? Добро. Македонски. Да, ова година изгледа помалку од минатата година. Имаше, нели знаете дека се променува дел од раководствата по театрите, дел од програмата не се играше од различни други причини. Она што можам да го заклучам е дека повторно има тоа разногласие што го зборувам цело време. Дел од театрите работат на својата репертоарна политика и креирање на собствена програма, дел не, за жал дел од театрите и не работат поради одредени услови кои што ги имаат таму. Пак ќе речам, го поздравувам моментот со поставувањето на македонските драми. Ми сметам дека е многу важно тоа. Сакам и да го нагласам и за наредното издание, дека главно ќе бидеме фокусирани кон домашната драма. И во тој контекст и програмата Драмолетење што ја имаме најавено. Уште се читаат пристигнатите текстови, така што ќе излеземе со информација нареднава недела во врска со таа програма, која што за време на фестивалот ќе има 2 дена работилници поврзани со програмата, во која што ќе биде понудена соработка помеѓу драмските автори, режисерите и директорите на театри. Други придружни програми, Да, други Додека е придружни. тоа прашањето, придружните, рековте годинава наместо автор во фокусот е... Прилеп во фокус. Да, таа изложба ќе отвориме на 7 јуни, тоа знам, тоа е во сабота. Ќе биде така наречен музеј во движење, ќе биде направена мапа на сите пријатели на фестивалот на кои што ќе бидат поставени артефакти од тројцата автори кои што ги напоменав претходно. Значи Кирил Ристовски, нашиот долгогодишен директор на фестивалот, актер и режисер, Благој Спирковски Џумерко и Благој Ристовски Платнар. Ќе тргнеме по патека која што ќе почнеме од предградскиот сад. Таму ќе биде проектирана представата Арсени, која што е дело на Платнар, игра двајцата и Кире и Џумерко, и попатно ќе ги поминеме сите пријатели каде што ќе бидат поставени тие артефакти и завршуваме во градската библиотека каде што ќе бидат поставени артефактите поврзани со Платнарот, бидејќи таму се неговото семејство ни отстапи една многу завидна ретка збирка на сите ракописи на драмите, на сето она што го работел, на сето тоа што било дел од неговиот долгогодишен ангажман. Се разбира дека артефактите се собрани, сега се каталогизираат и ќе бидат поставени. Таа изложба ќе трае додека трае фестивалот. Фестивалот трае од кога до 6 кога? јуни до 13 јуни. Освен тоа, Разговорите. да, исто останува, сега ќе ја објаснам, значи почнуваме во 10 часот пред саатот каде што е детската зона. Потоа имаме промоции на книги, ќе видиме сега како ќе стигнуваат пријавите, така ќе ја направиме, реков, и програмата, па ќе видите каде ќе бидат промоциите. Во 12 часот ќе бидат разговорите на тркалезна маса овде, како што е тоа секоја година. Од 17 часот до 19 попладне ќе бидат проектирани кај пријателите на фестивалот театарските представи на авторите во фокус, кој сака од Прилепчани ќе може тоа да го види. Ќе имаме една изложба овде во главното фоје, настрана од Прилеп во фокус. Тоа е изложбата на Владо Ѓоргиевски Рафик од Битола со постерите, плакатите што ги имаат преработено. И ќе ја презентираме годинешната програма на Евродрам, како што секоја година фестивалот соработува со Евродрам. Ова година имаат прогласување на наградените преводи на 3 драмски текстови кои што се поставени, така што мислам повторно ќе имаме една богата програма низ цел Прилеп распространета. А овие што беа распределени зградот, Па не, сега малку ќе намалиме околу тоа, бидејќи имаме друга идеја поврзана со изложбата Прилеп во движење, Прилеп во фокус, музејот во движење, така што ќе донесе
спојуваат двете програми. Мотото е смеј се И осмели се. Што ве натера и што сакате да порачате практично со овој лајтмотив. Да, затоа што театарот не учи со години дека мора да бидеме храбри и да се однесуваме на секоја ситуација со одреден коментар. Театарот во суштина ги крие оние две маски кои што сите сакале да избегаме од нив или не се проткаени, а тоа е трагичното и комичното околу нас. Откако ја го оставив мотото, моите соработници почнаа да се шегуваат бидејќи се тргнаа предизвици за организирање на овој фестивал, дека јас пророчки си го кажав дека ќе треба да се смееме и да се осмелуваме ова издание на фестивалот да се одржи. Така што мислам дека театарот не учи да бидеме храбри пред се, за да ги поставуваме прашањата што треба да ги поставиме сите, и се разбира да во тие тешки моменти наједноставно е да се биде нервозен, ама не треба да се биде, треба да се биде креативен, и затоа предизвикува и насмеење театарот и не тера да се забавуваме. Идејата е да се спојат тие навидум неспојиви нешта, ќе видите бидејќи во најтрагичните моменти на тие представи има одредени комични ситуации. И тоа е дури правилото на театарот од антички времиња. Малку трагично во комичното, малку комично во трагичното. Ако проблем е просторот на одржување, дали имаме финансиски проблеми, колку и како градот и државата се волни да го поддржат повеќање? Па се надевам дека се, бидејќи така ми тврдат. Не можам друго ништо да ви кажам. Парите се добиени, тие што ги имаме добиено. Јас трудам да обезбедам спонзорства плюс, и градот и министерството, тоа се јавно објавени суми кои што ги има. Меѓутоа, никогаш не се дозволни. Да. Значи направо 9 представи. 9 представи официјална селекцијата. 5, да, и тука ја ставиме плюс како дипломска представа што доаѓа од факултетот за да. Да. Да, годинава, значи тоа сакав да кажам, на собранието на иницијатива на семејството на Филип Стевановски се поднесе иницијатива на градата за музика да го носи неговото име. Собранието денеска ја изгласа таа иницијатива, така што од сега наградата за музика ќе го носи името на Филип Стевановски.